Македонија за прв пат со сопствен експертски тим изработува нова 5-годишна национална стратегија за развој на туризмот. Наместо да се тркаме со бројки, стратегијата треба да одговори на клучното прашање: што ја прави Македонија препознатлива на светската туристичка мапа? Одговорот е силен македонски туристички бренд кој ќе ги обедини природното и културното наследство. Стратегијата треба да ги определи приоритетите и второ, нашиот концепт е сега во стратегијата не што имаме, туку што продаваме. Важно е да што имате, се разбира, сите има. Ама уште поважно е што продавате, а не продаваат сите. Значи, Македонија треба да се позиционира кон делот на што продава. И тоа е клучот на успехот. Еден од клучните проблеми е сезоналноста. Според првичните анализи, искористеноста на Охрид кога тој е буквално окупиран се сведува на 50 дена годишно. Простор за раст има, но тој развој не смее да биде на штета на вредностите. Квалитетите на просторот не смеа да се нарушат. Дајте да ја збогатиме понудата. И што е многу важно, го имам тој извештај на Светска банка, го анализираме сериозно. Таму вика и што се во право, а тоа е една од мотото на новата стратегија, не е толку важен бројот на туристите, колку тие ќе потрошат. Тоа е сега она ниво на туризам кој што ние ќе го имаме. Ако тие само протрчаат низ просторот, тие само можат штета да ви направат, а малку корис од сето тоа. Значи, треба да се зголеми потрошувачката. И затоа фокусот ќе биде не број, туку колку повеќе да потрошат туристите. Стратегијата не се пишува зад затворени врати. Во нејзиното креирање се вклучени експерти, но и туристичкиот сектор и сите други кои директно или индиректно го создаваат туристичкиот производ. Важен момент е да се воспостави баланс меѓу домашните и странски туристи, укажуваат експертите. Инаку македонскиот туризам бележи импресивен раст од 40% кај странските гости во споредба со претходната година. Светска банка ја нотира држава како прва земја во Европа по зголемиот процент и по број на гости и остварени ноќевања.